Драги мои, добар ден од мене и секако ова е стартот на новото издание на Црвена линија, во кое што верувам како и деновите наназад повторно ќе земете активно учество. Ќе ви имаме можеби и во поголем број, а за сето тоа да се случи ќе ве потсетам на самиот почеток. Завртете го телефонскиот број 023076677. Да, тоа е контактот да бидете вклучени директно во Црвена линија за да зборуваме без никакви технички проблеми и да се слушнеме добро. Еве, ќе го искористам почетокот, ќе ве потсетам при вртењето на телефонскиот број задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот и зборувајте преку слушалка. А пред каков предизвик ќе бидете денес? Секако драго ќе ни биде да ве има во поголем број, па и да проговориме за денешните случувања. А еве и зашто впрочем. Сдруженијето на новинарите на Македонија, како и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, апелираат претениците да престанат со политички игри и итно да го усвојат законот за безбедноста на медиумските работници. Консензус по ова прашање има и несватливо е што претениците го одложуваат донесувањето на овој закон. Новинарите дури денеска побара и исправање на неправдата што им е нанесена на 27 април 2017 година за време на инцидентите во парламентот, за разлика од политичарите, како што велат и самите, кои брзо добија правда. Она што ве прашува денес Црвена линија, кој има полза од недонесувањето на ваквиот закон за медиумските работници? Ќе ве потсетам задолжително да не заследите и на социјалните медиуми, тоа значи Facebook Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме нашите теми, Твитер заедницата и она што е најважно. Кликнете и заследете не на Инстаграм. Ова е причина која што сакаме да ве имаме во поголем број, а тоа значи да го дадете одговорот и на денешната Инстаграм стори анкета, на која што ве прашуваме дали им се врзуваат рацете на медиумските работници. Одговарате со да или не. А во продолжение, за да се загрееме сите, ќе го погледнеме и прилогот на нашиот колега Павле Беловски. Во 2021 година од 5 напади, 3 беа врз новинарки. Во 2022 година, односно досега, имаме 6 напади врз новинари и медиумски работници. Ова е само бројката која што е пријавена. Дел од колегите не ги пријавуваат нападите, што носи ризик од цензура и автоцензура. Сето тоа е проблем на ова собрание. Стоиме пред сите вас, исправени тука пред неправдата, што ни беше нанесена на 27 април, токму во ова собрание. Стоиме пред вратите на законодавниот дом, а за 27 април се уште немаме пресуди, односно новинарите се обесправени и во оваа постапка, за разлика од политичарите кои брзо ја добија својата правда. Се надеваме дека ќе бидат услишени нашите пораки. Ако не спротивно, ќе мораме да го промениме форматот и ние, новинарските здруженија кои носиме одговорноста, но и сите наши членови на медиуми, новинари и медиумски работници, ќе не ни останува ништо друго, туку по новата година да излеземе и да останеме после ваков настан пред собранието, се додека не ни се изгласаат законските измени, бидејќи веќе е дегутантно ова што се случува. За предлогот пред 5 години ние да зборуваме денеска одново дека ни е потребна таквата заштита. Сега сме подготвени за вас. Од режија ми јавуваа дека имаме гледачи, еве директно прашуваме. Кој има полза од недонесувањето на законот за медиумски работници? Добар ден за првиот гледач. Да, добар ден. Па еве, според вас, кој има полза за недонесување на ваквиот закон за медиумските работници? Опозицијата во Република Северна Македонија. Зошто мислите така? Искрено да ви кажам, затоа што 11 години тие новинари беа малтретирани, на некој начин тормозени и по нивни терк ги тераа да кажуваат све што не е корисно за граѓаните во Република Македонија. Сега кога веќе овие 4,5 години 5 се отвора транспарентноста на новинарите, новинарите не може да ги подкупиш. Треба јавното мислење на новинарите да биде на прво место, затоа што тие ја пренесуваат првичната
izjava na bilo pozicija, opozicija. Zato ovoj zakon sedi во собрание. Тие господа од ВМРО ДПМН не сакаат да ги изгласаат, господа. Иначе, вие новинарите сте исторен дел на бојното поле во секоја позиција во Република. Тој кој не го знае може да кажува, али кој го знае ќе го кажи. Затоа јас ги повикувам тие пратеници на Република Северна Македонија, поготово опозицијата, поткитно да ги изгласаат овој закон, да ги заштитат новинарите, затоа што тие се луѓето кои ние првично ги добиваме сите оние сознанија што се дешаваат во Република Македонија. И тие се најнападните луѓе кои што не ги штити никој. Затоа треба што поткитно тој закон да се донеси и да го заштитат новинарот од секоја опозиција. Благодарам многу што го пробивте во денешното издание Мразот на црвена линија и отворивте простор за нови гледачи. Сега ако продолжете да не гледате. Со оглед на тоа што имаме уште еден гледач, веднаш ќе му дадеме предност. Добар ден од црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Па еве, кој има полза според вас од недонесувањето на законот за медиумски работници? Има корис ова влада, што не е народна влада. Ова влада би туče на новинарите слобода, а напротив да и забрани и сосакани и уцини и дури новинари има етепано. Ова е народна влада, ова е друштво злостаничко, гледа се, биде се. И на корупција, колку сакаш, подкупи на власт, како да се подкупи со уцини, пакети, затоа што витува на избори ништо не исполнува. Само лаги. И се води кампања, се со уцини, со режими и со подкупи, значи беззаконие владење, ова треба се струши, фасистичко владење. Мора да падне ова влада, само народо малку да се одблокира и да протести, да излезе, да не се плаше, за да може да се слуша да народот земе власт. Поскоро од секој останување на власт, без задолжување, кредити на народни пари, си се наградува, си трошат, си богатат и владење. А според вас, да ве прашам и за анкетата, дали со недонесување на законот им се врзуваат рацете на медиумските работници? Да, ако се донесе закон на новинари, слободно на говорот, ќе бидат приени повеќе криминали и корупција. Цениме тоа што го искористивте своето право и своите 90 секунди. Продолжете да гледате. Одиме понатаму. Нов гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Па на кој моди во прилог за недонесувањето законот за новинарите? Така, да. Според вас што мислите? Па тоа е моди во прилог на опозицијата, али по се што гледам ја, собранието и кои се во собранието просто ми се гади кога ги гледам. Кој ќе донесе закон такви хоштаплеви кои палят хартии? Без навредливи зборови ве молам, само продолжите. Се вклучи црвената линија, па и веќе подсетам. Значи, апсолутно можете, и тоа е добре дојдено да го кажете вашиот став, но она што секогаш го напоменуваме, внимавајте на зборовите, бидејќи став може да се каже без употреба на погрдни зборови, зборови на насилство и така натаму и така натаму. Како и да е, црвена линија и понатаму трае, шансата е отворена за сите оние кои што имаат мислење, а и одговор на денешното прашање кое што го поставуваме за сите вас. Кој според вас има полза од недонесувањето на ваквиот закон за медиумските работници? Ке се обидам веднаш. Добар ден од црвена линија. Ало, добар ден. Повелете. Според вас кој има полза? Овој закон има полза ова влада, нелегитимна влада. А и да донесеш закон донесена не функционира, ништо не функционира, беззаконие владење, ништо. Само на папири гласуваме по закони, а ништо не функционира.
само да се оправдат пред меѓународен заеден закони посебно. Ниједен закон не функцира. Оние владење, анархија владење, тираничко владење на граѓаните, само ни се бранат, се наградуваат, презадолжувате државата за народа, барат кредити и сега и од поземуваат и ништо ни проекти има, ни грај, ни плати, ни животни стандард и Европска унија. Да така ли Европска унија? А еве според вас дали со недонесување на законот ќе им се врзат рацете на медиумските работници? Закон треба да се ама не функцира ова влада, мора да падне. Џабе закон, закон они донасат, ама ништо не. Тоа и битува на новинарите слободен работно. А ги излажаш. Се битува живот, нема ништо од тоа. Лаги, превари, лаги, не видим. Беззаконие владење. И се врза за тоа што ќе ги откриват. Што ќе ги откриват? Они и судство. Благодарам многу и вам за земеното учество во ова издание на Црвена линија. Останете, гледајте, бидејќи во продолжение се надевам ќе имаме голем број на јавувања со цел да слушнеме еве кој е ставот на гледачите на Црвена линија околу тоа според вас кој има полза всушност да не се донесе законот за медиумски работници. Ќе потсетам само дека во 2020 година имаше 14 напади врз новинари, од кои 8 беа врз новинарки, а само 2 се решени со судска пресуда. Веќе во 2021 година 5 напади пријавени, 3 беа повторно врз новинарки, а во 2022 година, односно досега, има 6 напади врз новинари и медиумски работници. И она што и нагласи од ЗНМ и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници се случаи кои што се пријавени. Но има најверојатно и поголем број на напади кои што се уште не се пријавени. Добар ден. Добар ден. Секој добро? Кој има полза? Полза има, се знае што се на функционерите. Имаат полза затоа што новинарите се некоја пак наричам политичка, како да кажам, сила. Значи, ако не се новинарите, ние ништо нема да знаеме. Новинарите све откриваат. Така да ја не знам прво дали новинарите имаат осигурување животно. Значи, мора да има секој новинар животно осигурување. Овдека за жал нека и нас, па сега во светот, гледајте, има и новинари кои гинат, каде информираат од некои, да не кажам, какви зони. Така да овдека полза имаат само сега функционерите што се на власт, значи уопште комплетно да речем, ајде, као цела влада, како да кажам, значи тие сите што се на власт, тие имаат. А ако не ни се медиумите, ако не ни се новинарите, па ја не знам ние што ќе правиме, ништо нема да дознаеме. Така да луѓето се во толкова голема животна опасност и голема благодарност за нив. И повеќе да ги има. Мислам, стварно се они првите, како да кажам, први информатори. Значи, они се све. Така да затоа све што ќе се случи и каже, тоа доаѓа од нив. И многу им благодарам што ги има. И повеќе да ги има, и така да бидат секогаш. И секоја поддршка од народот имаат, а од функционерите не. За жал, тешко ќе се донесе. Благодарам многу и вам што се јавивте во Црвена линија. Ќе потсетам за сите оние следни кои ќе земат учество во текот на ова издание, внимавајте на тајмерот 90 секунди. По кој знае кој пат го велиме тоа, но важно, особено за оние кои што можеби прв пат се вклучуваат во ваков тип на контактна емисија. Бројте си го времето на исказот 90 секунди и нема да изгледа дека ве исклучуваме. Ново добар ден за нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, Црвена линија. Според вас кој има полза еве да не се донесе законот? Добар ден. Добар ден, ве слушаме, во Црвена линија сте. Јас сакам да кажам за новинарите. Така, кој има полза според вас? Јас мислам дека треба да се изгласа законот за медиумски работници. Мислам оти новинарите се најважно го донесуваат во вестите, во сите програми.
оти треба да бидат заштитени од нешто, да не има некои несакани последици, да новинарите се најважно е кога пренесуваат секакви вести, секакви најнови вести, ги слушаме најубото, Мислам, оти е прекрасно да видиш новинар и оти убави вести, треба да бидат заштитени и да се изгласа законот за новинари, да се изгласа законот за медиумски работници. Оти е тоа многу важно. Многу важно. Добро, еве на анкетното прашање. Дали со недонесувањето на овој закон им се врзуваат рацете на медиумските работници? Дали се уште го имаме гледачот на линија? Најверојатно не. Одиме со нов гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Јас ќе дадам уште малку простор и верувам дека ќе она што е најважно мора постојано, тоа ни е нас и секако должност да ве потсетиме, особено ако прв пат се вклучувате, ве молиме за подобро да се разбереме и разговорот да тече веднаш, без оние повеќе пати повторување на добар ден и дали се слушаме. Од кога ќе го завртите телефонскиот број 023076677, задолжително намалете го тонот на ТВ приемникот. Зборувајте преку слушалка. Кога сме кај Твитер заедницата, еве што извоевме, нормално сите оние кои што се засегнати во однос на тој кој што им е важно да се донесе овој закон за медиумски работници. Еве ќе издвоиме и наслов објавен од mms.mk, каде што стои веднаш да се усвојат измени на кривичниот законник за заштита на новинарите во спротивно бојкот. Вака информираат од Сдруженијето на новинари на Македонија. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, дали се слушаме? Вие сте во Црвена линија. Добар ден, се слушаме? Да, ве слушаме одлично. Повелете. Според вас кој има полза да не се донесе овој закон? Значи, новинарите доаѓаат како да кажам, она истраживачко новинарство, така да они се тие истражители. Така да, ако не се они, не знам, нема ништо да се дознае. Новинарите, значи, се први напред и така да бидат. Од нив најмногу очекуваме, меѓутоа мора да бидат заштитени. Сега законот, кој ќе го донесе законот за новинарите? Тоа е многу важно. И зашто не се носи таков закон да можат луѓето професионално и нормално и во нормални услови да си ја работат работата. Значи, они од сите страни треба со некоја, кога работат нешто, они се во голема опасност. Они треба со голема предпазливост да работат, затоа што не знаат што може да им се случи. Така да мора некој закон да има за нивна безбедност. Не можат они така да бидат пуштат на маргините. Не можам да сватам само тоа затоа што не знам во парламент, во кај да кажам во нашиве закони овдека и кого да го потенцира човек, некој да има некој да ги поддржи новинарите. Некој представник нивни, некој како да кажам што е буквално од нивната фела. Иначе никој друг не може да ги поддржи ако нема некој од нивната фела. Секој кај нас за жал си влече кој како сака и на која страна си сака. Меѓутоа мора нешто да се направи и благодарам уште еднаш што се вклучивте во Црвена линија. Во меѓувреме додека да вклучиме нов гледач, повторно ќе одиме на Твитер заедницата да видиме што е твитнат, така ќе кажам, твитерот на Дојче Веле македонски. Еве вака. И по 5 години од покренувањето на иницијативата за измени на кривичниот законник со кој ќе се зголеми безбедноста на новинарите, медиумските работници не само што не ја добија законската заштита, туку се почесто се и мета на напади и закани по нивниот живот. А кој има полза да не се донесе законот, ќе видиме што мисли следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Тина. Прв пат се јавувам во вашата емисија. Драго ми е, се надевам не и последен. Многу убаво ја водите. Благодарам. И така треба. Кој има полза? Полза имаат
би требало да имаат новинарите. Новинарите се столбот на државата, за мене. Они се, кај што ги гледаат неправдите, треба да бидат новинарите сплотени. Кај што ги гледаат пропаѓа државата, треба да бидат и они сплотени. Новинарите ја дигаат власта и ја уништуваат власта. Тие се, велам, столбо затоа што после добри од политичарите. За да го надминеш политичарот, треба да знаеш да му поставиш прашање. И така политичарот може и нема да знае да ти одговори. За мене, вие сте столбот на државата и за мене треба вие да бидете заштитени и народот, и во друг медиум сум кажувала дека народот треба позади вас. За време Југославија немале право многу све да искажуваат своите. Ако било 10 вистини, 5 ги искажувале, а сега е демократија, треба све да се знае, Тина. Ние се информираме само од медиумите и вестите, иначе јас порано не сум ни купувала, а сега не сум ни пензионерка, остана без работа, ама редовно ве пратам сите телевизии, вие сте една од најдобрите и за време Груевски и пред това, ама се... Големо благодарам пред се што се вклучивте во Црвена линија. Колку што помнам, рековте прв пат, се надевам нема да биде ниту последен и секако веќе потсетам за сите оние кои што сакате да сте брзо, навремено и квалитетно информирани. Не заборавајте, од сето тоа ве дели еден клик, а тоа е telma.com.mk. Но да не должам многу, одиме со Твитер заедницата. Еве, ќе потсетиме дека новинарите на секаде низ светот се горе-долу изложени на напади. Впрочем, и новинарството е една од најризичните професии, се разбира. Новинарите, за да дојдат до брза информација и да ги информираат сите оние кои што треба да бидат информирани, се изложуваат на многу ризици. Па ви издвоивме еден наслов објавен пред 23 часа на Твитер профилот на Глас на Америка, кој што вели никој не одговарал за 80% од 263 убиени новинари за една деценија. Ова изјава и на Комитетот за заштита на новинарите. Но на зашто зборуваме денес во Црвена линија, се разбира, е за денешниот апел на Сдруженијето на новинари на Македонија, како и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, тоа е да се престане со политичките игри и итно да се усвои законот за безбедноста на медиумските работници. Всушност, новинарите денеска побара и исправање на неправдата од инцидентите на 27 април во 2017 година и за разлика самите велат од политичарите, за многу од овие инциденти се уште не е добиена правдата. Она што ве прашува денес Црвена линија, според вас, драги мои, кој има, впрочем, полза да не се изгласа и донесе ваков закон за заштита и безбедност на медиумските работници? Секако ќе ве прашаме, доколку се вклучите во Црвена линија и на денешното анкетно прашање кое што е објавено на Инстаграм, поточно Инстаграм стори, дали со недонесувањето на законот им се врзуваат рацете на медиумските работници? Да и не. Одговорот оние кои што ќе ги вклучиме, секако може и поопширно да го кажат својот став. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, Црвена линија. Ова е нелегитимна влада. Ова е народна влада, ветуваше и на новинарите, слобода на говоро, слобода на работењето, а напротив, не и дозволи ништо да откриват да работат. Законот не функционира. Ова влада и новинарите беа тепани. Потапени, уцинувани, затоа што се шова владење е беззаконие владење, витување за животна образ. Само презадолжување народни пари, граѓански пари, ништо на народот што му витуваше не му исполни. Само ветува, за да нешто да функционира, не функционира. Сиромаштија, афери, криминали, колку сакаш. Без
може излажување. Значи, што почесто, побрзо да се оде на избори. Голем поздрав и до, верувам, сопругата која што следи Црвена линија. Избори не е ни премиер, треба на избори се добија премиер. Најверојатно ни се исклучи гледачот. Добро, ќе подсетам дека усвојувањето на измените е во јавен интерес, бидејќи безбедноста на новинарите во земјава е се уште кршлива и она што е важно е да нема застој во случаите кај Министерството за внатрешни работи, кога треба да биде спроведена правдата во случаите како што се напади врз медиумски работници. А кој има полза да не се донесе ваков закон? Да видиме што мисли следниот гледач. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот, зборувајте преку слушалка, ве молам, полесно ќе се разбереме и слушнеме. Така, јас се слушам таму во дневниот престој, каде што е ТВ приемникот, а верувам дека гледачот ќе го намали тонот и ќе зборува преку слушалка. Тогаш нема да имаме проблеми. Ајде уште едно, добар ден за новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Дали сум во програма? Да, и тоа во Црвена линија. Па според вас кој има полза, еве? И сакам да одговорам на поставените прашања од вас во врска со недонесувањето на законот за медиумски работници и кој има корист од тоа. Те го демантирам оној гледач пред мене, кој што не еднаш, туку неколку пати во текот на една иста емисија и како расипана грамофонска плоча го повторува истото. Не го навредуваме, ве молам, продолжите. Сакам два примери да ви посочам, од кои гледачите ќе сватат кога, кој бил натепан, а кој тепал. 2010 година, кога требаше буџетот на Републиката да се донесе. Опозиција беше СДСМ. Ако не се донесеше буџетот, ќе паднеше владата. Што се случи тогаш? На клоци беа избркани пратениците на СДСМ надвор и бремена жена ја влечеа по подот. А на галеријата, секако се сеќавате, новинарите и други луѓе што требаше да информираат за состојбите, беа избркани за да не информираат за вистинската состојба. Па судите сега вие кој бил натепан, кој тепал. А за 27 април, за крвавиот четврток, зарем треба некој да напише, да објави, зарем не беше доволно јасно кој насилно влезе со каква цел, да тепа, да убива. Благодарам многу. Пред се за јавувањето во Црвена линија, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме, од режија ми јавија дека имаме гледач на линија. Ева уште еднаш ќе се обидам. Добар ден. Дали се слушаме, Црвена линија? Како и да е, од Сдруженијето на новинари на Македонија ќе подсетиме во објавениот извештај потенцира дека се потребни и интервенции во кривичниот законник преку кој ќе се даде дополнително овластување на јавното обвинителство по службена должност да постапува во одредени ситуации кога е повредено правото на новинарот за време на службена задача. На овој начин, според нив, би се решиле дел од предизвиците и би се поштедиле новинарите од скапи судски постапки кои не секогаш се во можност самостојно да ги иницираат. Она што ве прашува Црвена линија е според вас на кој има пред се полза од тоа да не се донесе закон за заштита на медиумските работници? Да слушнеме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме, дали е намален тонот на ТВ приемникот? Добре, вака ќе ве подсетам, значи на 02-307-667, тоа е бројот кој што ве дели од Црвена линија.
Ке ги охрабрам и оние кои што можеби се вклучени и работат и се дел од медиумскиот свет. Црвена линија отворена за сите да дадат и свое видување и коментар преку свое искуство. Она за што зборуваме денес е кој има според вас полза за недонесување на законот за заштита на медиумските работници. Ајде сега да видиме според една друга статистика во меѓувреме додека очекуваме да се вклучи нов гледач и кога ќе не добиете и тоа да подсетам, останете на линија бидејќи од режија веднаш ни јавуваат дека имаме гледач, но најверојатно телевизорот не е стишан, односно волуменот, звукот не е ставен на нула и тогаш се разбира радиофонија и ехо, не се слушаме, не се разбираме, па мислите дека не сте вклучени во програмата. Ќе подсетам уште еднаш, не заборавајте на тајмерот кој што е 90 секунди. Ајде дали ќе имам успех да се слушнеме со новиот гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Така, ете, чувствуваме некаква конекција, верувам дека и гледачите и само ве охрабрувам, доволно е. Добар ден, црвена линија. Дали се слушаме? Добар ден, црвена линија. Најверојатно ќе морам да повторувам неколку пати со оглед на тоа дека не е стишан тонот на телевизорот, па можеби гледачот ете на тој начин ќе добие увид дека е директно во програмата на Телма телевизија. Добро, ваше е да се пријавите, слободно кажете добар ден или добро вечер ако сметате дека иако е скусен денот е веќе ног, така е позгодно, но на што сакам да напоменам е дека кога зборуваме за тоа како изгледа една формална пријава каде што новинарите, односно медиумските работници можат да пријават попречување во својата работа или насилство, тоа е сајтот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници. Тука гледате, стои напад по пречување на новинарската работа или прекршување на работничките права во медиумите. Пријавата треба да се пополни на тој начин што медиумскиот работник може да кликне на напад или попречување на новинарската работа или пак прекршување на работничките права. Сега во продолжение ќе се навратиме и на Твитер заедницата. Ова е нешто што е објавено од страна на Холидей Радио веќе на 1 јули, така се навраќаме наназад бидејќи оваа проблематика датира веќе подолго, па насловот не потсетува дека Советот на Европската Унија на 1 јули годинава бара дополнителни активности за заштита на новинарите. Од режија ми јавуваат дека имаме гледач, па се надевам дека ќе се слушаме веднаш добро. Добар ден. Добар ден, добро вечер. Добро вечер, одлично ве слушам, тоа ми е најважно, па според вас кој има... Намален е тонот, јас често се јавам, во вашава емисија прв пат се јавувам. Драго ми е. Како новинарка, навистина представителна сте, имате дикција на говор и мило ми е што ево ти се вклучи во програмата. Човек како... јас сум пензионер иначе, мора да бидат заштитени медиумските работници. Затоа што тие се седмата сила. И од нив ние чекаме информации, дали од земјава, дали од странство, дали од... Јас многу имам прошетано источна, западна Европа до Австралија. Значи секаде тие медиумски работници, новинари биле, од нивната фела, морат како полицијата да бидат заштитени. Според вас кој има полза да не се донесе овој закон? Се држите на вистина и не сакам да слушам, гледам али не сум сел, никакви вулгаризми да не дозволувате, никакви напади. Секој има право да го каже своето мислење, честно, културно, без вреѓање, без... Не, јас мислам ово, секој што мисли како јас што мисле, ево, ги поддржавам, тој закон треба да се донесе како човек. А кој има полза да не се донесе според вас? Молим? Според вас кој има полза да не се донесе ваков закон? Не знам кој има полза, не, тука не можам да навлезам. Јас како што сакам да се донесе, кој има полза? Граѓаните немаат полза. Едноставно граѓаните немаат полза.
Да. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Црвена линија секако ги охрабрува, има полза од гледачите, особено оние кои што прв пат се вклучуваат во Црвена линија. Се надевам нема да биде последен пат. Но времето е сега следно за нов гледач. Да слушнеме што ќе каже тој. Добар ден. Или пак таа. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали се слушаме, верувам, дали неколку пати повторивме да се намали тонот на ТВ приемникот. Ве молам, тоа е најдоброто решение со оглед на тоа што нема да изгубиме време на повторување. Добар ден или добро вечер, за да се слушнеме подобро. Само тоа треба да се направи од кога ќе се заврти телефонскиот број 02 307 6677. Добар ден, Црвена линија. Добар ден, Црвена линија. И еве ќе се обидам уште еднаш. Ништо, еве, најверојатно ќе се навикнете, се стекнуваат тие навики. Драго ми е што има голем број гледачи кои што прв пат се вклучуваат, така да продолжете, ве охрабруваме сите, не е ништо страшно, а пожелно е да слушне јавноста, всушност граѓаните каков став има. Денес прашуваме кој всушност има полза според вас за да не се донесе законот за заштита на медиумски работници. Од тие стреданите 23 години побиваат они 5 врхунски печати. А тежнееме кој таа Европа. Ни затвори активни фабрики. Сите се на број. Тоа Страсбург ќе им каже. Наскоро ќе им каже. Појдите у комши, што ја срушија бивша федерација, бивша Америка на Балканот. Дали децата нивни имат некој динар? Кажете ми, кој има според вас полза да не се донесе законот за заштита на медиумските работници? Нема. Бриши у року 24 часа, немаш ни динар овде. Така ќе би... Ајде одиме понатаму. Еве уште еден наслов, како велам, издвоивме од Твитер заедницата. Оваа проблематика не е нешто од вчера, туку се пролонгира години наназад, па еве и во мај, 28 мај, имало објава каде што Сдруженијето на новинари на Македонија и самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници бараат посебно оделение во ОЈО за заштита на новинарите. Ете вака изгледа тоа на Твитер. Балканс медија пак на 5 мај вели на Твитер помеѓу 2011 и 2021 година Комитетот за заштита на новинарите забележа десетици инциденти на новинари и новинарки кои биле цел на шпионски софтвер. Денешното новинарство е под дигитална опсада. Така да, навистина новинарската фела изложена на голем број ризици, но целта е да се дојде до информација, особено до вистинска информација, со цел да се информираат граѓаните и целото општество. А јас ви информирам во овој момент дека ќе продолжиме со реклами, а потоа следуваат и резултатите од Инстаграм анкетата, каде што треба да не заследите. Повторно со Црвена линија, времето кога ги соопштуваме резултатите од Инстаграм анкетата. Денес прашавме дали им се врзуваат рацете на медиумските работници. Сите оние кои што не следат на Инстаграм одговорија вака. Со да 75%, а со не 25%. Она што ќе ве охрабрам, за следете на социјалните мрежи, не заборавајте Facebook Црвена линија, Телма телевизија, Facebook профилот и секако на Инстаграм земете активно учество во секојдневните анкетни прашања на Црвена линија. Ве препуштам на програмата на Телма телевизија, останете ми во добро здравје, а ние повторно се гледаме утре во нашиот термин. Довидување.